Во Македонија 445.000 лица живеат во ризик од сиромаштија, односно со помалку од 6.500 денари месечно. 10% од нив се вработени, но исто така живеат во ризик од сиромаштија. Највисок степен на сиромаштија имаат семејствата со 3 или повеќе деца. Сето ова, како што вели професорката Маја Геровска-Митева, укажува на потребата од редефинирање на мерките на социјална заштита и комбинирање со други мерки за помош на лицата кои живеат во ризик од сиромаштија, како што истакна има за цел и одбележувањето на Меѓународниот ден за борбата против сиромаштијата 17 октомври. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека главен приоритет има искоренувањето на екстремните форми сиромаштија. Министерката Царовска во видео обраќање вели дека никој не смее да биде гладен без облека и без покрив на главата. За позначени резултати на ова поле е потребно време. Но кога постои политичка волја, некои работи може да се менуваат веднаш, како што е кратење на непродуктивни и неразумни трошоци за да останат повеќе пари за граѓаните, за заедницата. Екстремните форми на сиромаштија мора да се искоренат. Никој не смее да остане без храна, облека и покрив над главата. Македонија е со устав дефинирана како социјална држава, но во реалноста системот често затајува. Нашата главна обврска е да излеземе во пресрет на најранливите, а со тоа и најпогодените од сиромаштијата. И тоа не само преку парична помош, туку и со нивно вклучување на пазар на труд. Само така вистински се прекинува кругот на сиромаштија од генерација во генерација. Во нашата земја, за жал, не се сиромашни само оние кои немаат работа, туку и голем број вработени. Експертите предлагаат како една од мерките кои можат да ги подобрат состојбите е висината на основицата за социјална парична помош да биде поврзана со висината на минималната плата, но процентот да варира зависно од бројот на членови на семејството, како и комбинирање на права од социјалната заштита и другите права. Министерката Царовска пак вели дека во Македонија за жал не се сиромашни само оние кои што немаат работа, туку и голем број вработени. И токму затоа се важни мерките за зголемување на минималните приходи. За да успее борбата против сиромаштијата на младите мора да им се гарантира перспектива, вели Царовска, можност да работат и напредуваат дома за да запре нивното иселување, а треба многу да се работи на подобрување на економската позиција на жените во нашето општество, како и на квалитетно и достапно образование, социјални услуги блиски до граѓаните.